Баш. Уште една, значи генерално првите 1, 2, 3, 4 дела се однесуваат на пишување во делот на користена литература, пронаоѓање референци преку телефон, во делот користена и поставување на маргини. Значи, овде има три работи: телефон, маргини и користена литература. Ај први за користена ќе зборувам, први за телефон, ве молам, имајте сите информација, снајдете се на било каков начин. Штом имате телефон, можете да имате и компјутер. Компјутер се наоѓа за ефтини пари, ќе мора да го имате. Значи, не може студент да студира без компјутер. Не може. Word не се пишува на компјутер, или .odt, или некој друг формат кој што ќе го користите, Pages на Mac или било што едитор за текст, на компјутер не се средува ништо. Пардон, на телефон не се средува ништо, ви треба компјутер. Ако некој сепак има проблем со компјутер, кажете, факултетот ќе проба да обезбеди, слободен слуша, да обезбеди варијанта каде може да се пишуваат текстови. Разбирам дека не, можеби не може сите да имаат, но вреди да се вложи во тоа. Ако имате телефони паметни, мислам дека може да се вложи во овој дел, сите вложуваме во компјутери. Ретко кој за компјутер задоволува, пример мене, што ми го купила институцијата, така да сам си вложувам во тоа. Студенти сте, и уште еднаш еве нека стои како рекорд. Пробајте, снајдете се сами, ако не студентски прашања, студентски парламент, да најдеме варијанта некако да обезбедиме, може да се обезбедат 2-3 десктопа во некоја канцеларија, каде што ќе може студентите да работат на нив. Слободен? Окей. Како идеја? Да, професор. Супер. Поставување на маргини, текст едитирање. Значи, пак на телефон не може, а Word... Хајде еве еден Word на брзина. Ова е некој писмо што сум го пишувал. Значи, Word, тука што и да почнам да пишувам. Пишувам кирилица, тога почнувам да пишувам, може да видите дека едитирањето е и така натаму, едитирањето е во од страна бирате фонтови, бирате, мислам, да, кој фонт е, бирате големина на фонт и така натаму. Маргините не ги пипам, тие се дефинитивно, мислам, по дефолт доаѓаат, така да тука што и да внесете како текст. Ајде сега ќе покажеме финта како се проверува. Мајко. Сега вака ќе направиме некој текст. Ајде, нека биде овој текст. Супер. Така, било кој текст, маргините не ги пипам. Ова го направив сега само да ви кажам дека текстот кога се проверува посебно од рецензент или од ревизор, се проверува колку, може да видите доле колку зборчиња има текстот. Че може да пратите текст, академски текст, кој што се побарува од вас, 100.000 зборчиња. Зошто? Затоа што тоа се две страни. Може да видите колку. Две страни, третава е 2 и дошли. Така да имав текстови со 600 зборчиња, тоа е PowerPoint презентација, не е текст, и тоа треба да се среди. Ова е се кажано, можеби не како се бараат зборчињата колку ги има, но кажано е на првиот час. Така да не знам што друго да ви кажам тука за едитирање, има многу работи. Сакате текстот да го смените во друга боја, нема потреба, сакате текстот да го вратите назад, еве ви онде undo, или ако користите кратенки, тогаш ќе биде CTRL-Z. Не знам, чат GPT може да го искористите за едитирање на текст. Ја го користам за кодови во Python јазик, што може кодови да извади проверени супер, може и текст да извади одличен. Сакам да кажам, да ви даде насоки како да едитирате во Word. Од поставување на маргини, например, имаше еден случај каде што е вака, користена литература, и сега тука има точно да, овде повторно доаѓа некој текст ваков, замислете дека се ова се цитати, и некако вака беа, не беа ни вака, туку беше некако маргините повлечени наваму. Гледате каде пипкам, маргините повлечени овде. Или уште подобро, некако вака изгледаше тоа.
некако вака изгледаше, па маргините беа, погледнете што прават маргините беа повлечени наваму. Значи, еве го едноставно маргините, кога е проблем, се повлекуваат на овој начин. Не знам зашто дошло тоа ке вас, ради некој ентер или така натаму, но тука се маргините во овој дел, еве, гледате го обележив параграфот, двата параграфа или ако треба еден параграф, кој што е, го обележувам едниот параграф и менувам тука. Ова се вика како компјутер литераси. Ова би требало во средно училиште да го имате како информација. Но, добро, нема секоја можност, еве ќе го кажам тука. Што е исто интересно, дека колегите, нели Фонтов го кажав 12-ка, препорачено е да биде 11-ка, нека биде и 12-ка, не е проблем. Сакате да направите ова е no spacing, значи ако е no spacing си има под некој свој дефолт, еве и ова ќе го направам no spacing. Можам да го направам параграфов да биде со овој проред, гледате каде пипкам, ова е проред 1, ама може биде и проред 1,5. Така, нека биде проред 1,15, доволно е, нека биде 1,5, ајде, не е проблем, ама секако ја ги гледам бројот на зборчиња овде долу, каде што се. Така да вие може да направите проред колку што сакате, мада не е академски, 1,5 е максимум проред што се дозвола, еве двојка како изгледа. Или не знам ако сакате да ставите тројка. Така, па една реченица на една страна ќе биде што нема апсолутно логика. Јас би работел со проред 1,5, без разлика слики ќе ставам или нема да ставам, но битно е тука се мести проредот. Сега овде имате една опција дека add space after paragraph. Гледате како се зголемува просторов. Ај вака ќе пише, ќе го вратиме ова назад. Да, ќе го вратам ова назад. Ама гледайте сега како ќе се зголеми просторов овде и add space before paragraph. Кога ќе стиснам, хоп, се зголеми. Некој дел на едитирање. Сега, ако сакате да правите наслови и поднаслови, ајде, можем и тоа да ви го објаснам, да искористам. Бидејќи беше прашање на едитирање. Тогаш, еве го користена литература, ја ставам, ај вака ќе направиме наслов 2, наслов 2, наслов 3, наслов 4, доста е, еве вака поднаслов поставиме. Поднаслов 4.1. Кратенки се работат. Се вака може би делува брзо или не, ама тоа е навика. Поднаслов 4.2. И се што правам? Користена литература го ставам како хединг. Гледате овде хединг, хоп. Ова е за да направам содржина на текстот. Наслов 2 го ставам исто како хединг. Наслов 3 го ставам како хединг 1. Значи сите овие ги ставам како хединг 1, например. Сега, поднаслов кога ќе ми дојде 4.1 го ставам како хединг 2. Поднаслов кога ќе ми дојде уште еден го ставам како хединг 2. Кога веќе ќе одберам хединг 2, тогаш ми дозволува овде хединг 3, претходно го немаш. Еве да видиме хединг 3 како ќе изгледа. Под наслов 4 2 1 обично вака се пишуваат. Еве го и ова е хединг опа. И ова е хединг 3, нека биде, сега ќе ми дозволи хединг 4 и така натаму. И се што е моја идеја, сакам на почетокот да направам, да имам содржина. Така, да не ја препишувам содржината туку така, туку одам во insert, мислам дека беше cover page, не беше cover page, ај сега овде кој знае да помага, нека помага. References, професоре. Reference и има Кој table of референц? contents. Одлично, знам дека негде овде еве го table of context, браво. Значи овде одбирам table of context, еве ми ја содржината. И што е финта со содржината, кога ќе кликнам на неза, на пример на наслов 2, тогаш ќе ме однесе на таа страна. Мислам, можете и ова, а и не морате ова да го правите. Зошто не ми ја стави користена литература, не знам. Ќе направам сега рефреш еден. Еве, не. Ќе направам еден рефреш овде, мислам дека може на тој начин, custom table content. Овде можеме да ги средувам. Значи, дали да биде класик, дали да биде, еве, ќе го смениме, па да биде некој ваков дел на replace, yes. Ама јас ќе го вратам назад. Значи, мислам дека за едитирање доволно. Сакате слика да ставите? Ајде слика. Фитнес, нека биде ова прво што ми исклучило било која слика од овде.
Нека биде оваа слика. Кликам на незе, причекувам да се изрефрешира малку, правам Save Image S. Save Image ке мене ги става во download, се вика Speed ова. Одам тука, правам слободам, drag and drop се вика тоа. Еве го, downloads ке мене, го фаќам и го пренесувам. Некаде мора да биде како импорт. Со тоа што морам да кажам дека се копирајт слики, не смее да се користат, ама за интерна употреба може, за да вие се учите. Имате ли некое друго прашање околу едитирање на текст? Мислам дека по pages, може и pages да ставиме. Ајде, овде беа pages insert, мислам. Или не беа овде. Ајде, ја не знам, слободен, не беа референци. Ова обично оди преку футер, професор. У футер има опција. Кога се става футер, има долу опција page numbers. Или може и некои декорации, нели? Да, видиш, не сум ставал одамна и стварно, еве, ја не ги знам, ама ќе питнам. Инсерт беше. Требало во инсерт да е pages, еве ги, не. Да, тука е футер. Ајде го page number. Не, види ке мене мек работа изгледа. Точно е Mac, да. Да, еве го page number, овде ако ставам page number, одбирам дали да почне од првата или од started, која сакаш страна, од прва или од втора страна. Еве ќе ставам од втора за да пробаме што ќе се случува. Number ваков ќе биде форматот. Се ова прозорче различно ќе биде најверојатно кај некој Windows или кај некој Microsoft, ама генерално тука е include chapter number, не знам што е ова, али не ни менува, аха. Да, не ни менува, ако стиснам OK, тогаш ќе имате pages кои што ќе стартува од втора страна. Само да имам, овде стартуваше, не стартуваше. Ајде, pages, уште еднаш. Page number started 2. Ајде, started 1, да видиме што ќе кажем. Ете, мене не ми работи. Не знам зашто. Ама и не мора. Мислам, добро е да има page, ќе го пробате. Значи, еве, станува вие да си пробате на некој начин, ама овде мислам дека дадов некои насоки. Дали имате нешто да прашате во однос на едитирање? Слободно. Додека размислувате, да ви кажам дека ќе се соочувате со ова постојано, еве, ја не можев да најдам каде е insert table, table of content. Ќе пипнете, ќе прашате Google, ќе прашате ChatGPT, ќе прашате пријател. Тоа е се систем на студирање и ние прашуваме постојано, ја го прашав слободен. Не дека ќе научите веднаш од оваа семинарска, ама следната која ќе ја правите или проектна задача, како се вика, или академски текст, следниот текст веќе ќе бидете подобри, третиот ќе бидете најмалку 4 пати подобри, петиот, шестиот и натаму ќе бидете перфектни, гарантирам. Само треба малку енергија да се вложи. Добро, прашање во однос на едитирање? Ајде, ќе сметам дека нема. За во иднина, мислам, во наредниве минути, ако ви текне, запишувајте и прашајте. Следното што беше од овде, телефон објаснив, маргини објаснив и некој едитирање. Добро, литература. Се вака, имаше проблем, намерно ви го оставив, ви посочив APA стил на цитирање, Harvard, Oxford и така натаму ги има. Не се враќам на Google Scholar, затоа што методски можете да го изгледате предавањето. Тамо е фино објаснив како може да се цитираат преку Google Scholar. Кога ќе го најдете трудот, има една сајт тамо, ќе стиснете и одбирате кој стил на цитирање ви треба и можете на тој начин да го цитирате, значи да го референцирате во користена литература или цитирате во текст, две различни работи се однесува на внесување на користена литература во текст и на крајот како користена литература. Ќе ви ги објаснам и двете работи. Ја во текст не барав многу, затоа што мислам дека ќе беше премногу, ама апсолутно треба, знае Слободен како се објавуваат трудови, апсолутно треба да се цитира користената литература и во текст. И ќе ви го покажам и тоа. И сега, како да најдам APA? Генерално користиме APA, тоа е Association of Psychologists of America, нешто така беше. Значи, они имаат многу, една од постарите стилови на референцирање. Внесено, го имам овде извадено на овој етап, ама ќе одам на нешто вака, за да видите дека лесно се наоѓа. APA стил, APA style reference example. Ќе одам. Само да видам овде што ќе ми извади, еве. Значи, reference example, одам на APA и овде можам да си прочитам
текстот, значи, малку треба да истражува. Не може се значи, да ви заврши некој друг работа. Значи, има примерчиња како се референцираат, еве, на пример, periodically journal article reference. И сега како ќе изгледа тоа? Дава пример. Каде, значи, повеќето од вас ги враќав, што значи тоа дека се става првим презимето, па ако има две имиња, не се внесуваат цели имињата, нели ова би требало да го сватите некако дека е така. Приметувате запирката одвојува помеѓу ова е еден автор, ова е друг автор кој што има само едно презиме и едно име. Овој автор има едно презиме нормално, има и две имиња, J и S. Овој автор има едно презиме и едно име. Приметувате како завршува. Значи, запирка, точка, затоа што е кратенка на името, па повторна запирка. Што еве, последниот се пишува со ет знакчево. Што пише? Пази, ова е од APA стайл, значи од APA официјалната веб страна на APA. Што доаѓа после тоа? Доаѓа и годината на издавање. Значи, овие работи сите ги спомнав на првото предавање, само треба да се слушаат уште еднаш. После тоа доаѓа насловот, така? И доаѓа каде е издадено, во кое списание е издадено. Со тоа што овде има и некој дој број, кој што дој број ме носи директно кај, еве ќе ви покажам, ме носи директно кај ова списание. Пардон, кај овој труд. И овој труд се вика, тоа е дој бројот, ако го имате го ставате за полесно, тој ќе евалуира текст за полесно да го најде, ако го немате, не го ставате и тоа е тоа. Значи, приметувате и кои зборчиња се овде, кои текстови се внесени како италик, има стандард како се прави ова. Значи, овде може и повеќе да се прочита, ама доволно е само ова да го знаете и тоа е тоа. И сега гледај, и во текст. Супер, ова не сум го приметил. Значи, во текст кога се цитира, например, according to или, како што кажа авторите Grady et al, затоа што се повеќе, мислам дека повеќе од 3 автора беше, еве и мене не ми е точно, ќе проверам, кога ќе ми треба, ќе проверам. Повеќе од 3 автора се цитираат како, не ги кажуваме Грейди, па не го кажуваме Хер, па не го кажуваме Морено, сите тука заедно, него се кажува Грейди et al и се става годината. Значи, ова е во наративна форма. Наративна форма би била некоја ваква форма. Ајде ќе се вратам на овој дел, каде што, еве, овде ќе пишеме, да, или кирилица, како што посочија Grady et al. Ево овде едитирам текст на овој начин, кој ќе направам copy-paste, одам во keep text only, нели? Може да се примети и така натаму. Арнома, имаме и некој парентал се вика дел на цитирање. Значи, ова е цитирање, ова е референцирање. Ова е референцирање во користена литература, ова е цитирање. Тогаш може да се искористи во парентал, каде што не го повикуваме директно авторот или авторите, туку даваме некоја изјава како што е оваја изјава и на крајот ставаме нешто што е, пак ќе одам со keep text, нешто што е налик на ова. Значи, истото, ова и ова се однесува на истата користена литература во текст. Значи, кога се цитира во текст. Арно, ама може да приметите, одиме во детали. Ова е најнормална академски начин на пишување на текст. Кога го посочуваме директно авторот, тогаш се посочува на овој начин како во жолтото болдирање. А ако правам некој параграф или реченица, пишувам и не го посочувам директно, ама сепак е извлечена таа реченица, еве нека биде една реченица, таа реченица не може точно, туку е парафразирана реченицата или е земен стейтментот, изјавата од овој автор и не го повикувам директно како што го повикувам тука, тогаш се става во загради, тоа се вика парентал на англиски. Имате ли прашање во однос на ова? Ова е во текст, цитирање во текст. Ова е цитирање во користена литература. И тоа ќе дојде, значи овој дел ќе дојде во, мислам дека тука е во користена литература. И него ќе му направам повторно keep text only, после можам да го менувам текстот ако сакам овде, нели, преку Times New Roman и така натаму. Овде има една финта, ако сакате да изгледа, некои списанија бараат така, значи може да се даде како bullet points, може да се даде како
по бројки, еве сега ќе го направам да биде тоа овој истиов, да видите што би значело, нели? Сега, например, овде ми прави проблем, овде ми прави проблем просторот помеѓу, значи ми го зголемува просторот и се што ќе направам, ќе отидам во оваа секција овде и ќе видам remove space before paragraph, remove space after paragraph. Гледате како се споја. Истото ќе го направам и за ова овде, ќе му направам remove space before paragraph. Ајде. Remove space after paragraph, ово има, овој параграф има space, а ако ми сметаат спейсовите, after paragraph. Добра, уште еднаш треба move space before paragraph. Сега се споја параграфите, значи овие се различни параграфи, ама нема enter, сега ќе стиснам enter, хоп, и овде ќе стиснам enter, сега се гледа дека се различни, а мене не ми треба да бидат различни, сакам да видам тука, зошто? Затоа што ако ставам овде бројчиња, тоа ќе видите ќе искочат 1, 2, 3. Можам да ставам овде bullet points, можам да си играм со што сакам од тука, од овој дел на едитирање, можам да ставам ваква точка некоја, ќе видиме зашто не сакам, коцкаста некоја и слично, а може да не ставам никаква, па да одам овде во параграф, чекај да видам, параграф беше тука, да, у параграф, па да го направам hanging, да биде, идентација hanging, па сега гледам, некои списанија вака бараат да бидат користената литература. Значи да нема бројчиња, да нема ништо, ама едноставно да бидат hanging на овој начин. Ја може пак да му ставам вака, ако значи не бива, го враќам назад и тоа е тоа. Значи, како се цитира литература? Ова беше примерче за журнал. Значи, списанија кои што се објавуваат периодично. Чекај се, овде мислам дека беше за книга, дека има books. Еве ги. Значи, се барамо тука. Books. Комплетан, гледај сега. Овде е најверојатно еден автор, така, ама повторно е истото. Имам презиме, имам име, имиња, две, имам година, имам сега наслов на книгата каде што ми е во италик. Значи, сега книгите ги дефинира, насловите ги, како се викаше тоа, ги форматира преку италик. И на овој начин, кога ќе видам италик, знам дека е книга, не е списание. За разлика од претходно, кај списанијата, насловот, прво и да се кош насловот, не беше во италик, туку обратно. Издавачот беше во италик. Овде издавачот, гледате, не е во италик. Италик е ова закосениве букви, кога се, нели, ова италик. Тоа беше еде у Word. Сега, ова не е италик, сега ќе го направам италик преку овој дел овде, хоп, се закосија. Океј. Значи, на овој начин ние генерално користиме книги, артикли и списанија, журнали или трудови, научно-истражувачки трудови, ама користиме и најмногу од вас користат линкови од списанија. Ево, магазин, артикл или newspaper. Newspaper нека виде. Newspaper, article, reference. И сега, да. Видиш овде нешто интересно, не го дава retrieved from. Ама не знам зашто имам најдено дека треба retrieved from да стои. Професоре, кога се цитираат веб страници, обично се пишуваат два датуми, нели, се ептен ако навлеземе детално. Првиот датум е кога е напишана статијата, нели, на веб страната која ја читаме, а после оддолу пишуваме датум кога ние сме пристапиле на тој линк, затоа што може да се деси после некој период тој линк да не е достапен. Да, има, мислам, тоа го бара, се вика retrieved from и date of retrieved стои, значи тоа би било, ај сега да видиме што ќе каже, само да ви кажам ова, јас ќе го проверам вака за брза проверка, значи ова знаеме кај влегувам, Mostly Align ви да, па треба да видиме зошто не дава retrieved, пошто апа ќе ми даде retrieved сигурно. Чекам. Коректно, видиш, не ми дава retrieved. Ама ова не е статија. Ова е од Washington Post. Чекај да видим. И вака беше run and date.
You only include retrieve from the retrieval date for online newspaper article if the content is likely to change over time. Ова што кажува Слободан. И тогаш би требало да ви изгледа вака. Аха. Не, каде ми е? Еве го, тогаш би требало да изгледа вака. Сега да видиме. И сега ова се што ги го видам тука го проверувам повторно на интернет. И не е некоја грешка, ајде да кажеме во оваа фаза дека не треба да ставиш retrieve, само добро е да се научиме од почеток што значи. Еви мене не ми беше ова јасно. If the article is assessed online and content is not stable. Одлично, ова што го кажа Слободан. Еве ги. Значи, гледај, издадено е 2013 април 2, Арно, ама јас сум го видел на 16 декември. И сега, јас декларирам дека ова информација е земена тогаш. Ако се сменило нешто во меѓувреме, тогаш ќе биде друга информација. Океј? Слободан, супер ти беше забелешката. Дали ни е јасно ова довде што го правам? Да. Да. Okay. Да. Ке го имате, видете го уште еднаш, затоа што верувате дека секој човек, и јас кога нешто работам, не можам од прва да го разберам. Особено кога некој брза. Ја брзам сега во интерес на времето и малку сте, за да оставам после да ме прашате нешто. Ама погледнете го, колку сме тука, некои 30 на минути, ќе бидеме уште 15-20 повеќе. Изгледате уште еднаш, видете и еднаш, ќе изгледате уште еднаш, ќе вратам назад, ќе проверам, ќе ви стане јасно, ќе пробам, готово, тоа е научено веќе. Значи, ова се статии, нас тоа не интересира најмногу, затоа што гледам дека сите читате статии, што е нормално, ама пробајте да наоѓате и научно-истражувачки трудови. Зошто? Затоа што тие се подлежат на peer review или се рецензирани од луѓе кои што се во фелата, во научно-истражувачката фела, и, например, јас и Слободен ќе направиме труд и го праќаме до нашето списание Research in Physical Education, Sport and Health, и таму има peer reviewери, кои што не го знаат моето име и на Слободан името, него го добиваат само текстот, тоа се вика се вика blind copy, значи слепа копија, не гледат кој е авторот, го гледаат текстот и велат, текстот е добар, ама треба да се смени, вамо и тамо во овие делови даваме насоки. Еден, двајца го ревидираат текст. Може да се случи да се отфрли текстот комплетно и јас и Слободан ќе се седнеме, ќе си направиме нов текст. А втори, ревјуериве или рецензентите кога враќаат назад, исто така може да се гледа нивното име кој рецензирал, ама и не мора да се гледа нивното име, што значи дека авторот кога ќе добие назад лектура, се вика по нашки proofreading, ама тоа е само за текстот, или рецензија на суштинските делови од текстот, и ако не го гледа кој е рецензентот, тогаш целата постапка се вика double blind, значи дупло слепа копија во превод, или тоа значи дека не се гледа ниту авторот, значи авторите не ги гледаат рецензентите и рецензентите не ги гледаат авторите. И се пазете, ние двајца сме пишуваме текстови и мислиме дека сме супер, све, Арнома праќаме некаде и они не проверуваат од списанието и вели не, треба да коригирате тука и тука. Значи тие таков тип на академски текстови се многу по-добри текстови и само тие се препознаваат во научно-истражувачките полиња. Ова што се пишува, например, еве сега, нека биде само критика. Значи, ја нешто си објавам овде на LinkedIn и на LinkedIn, само малку, и сум пишал некој текст за нешто, че видиме. Овој текст сум го пишал ја. 5 битни recovering стратегии за фудбал кога има 2 надпревара во еден период. Јас сум пишал нешто и сега ова мене никој не ми го проверил. Сам сум го пишал, не со Слободан, што со многу колеги. Никој не го проверил и ова има многу помала вредност. Скоро никаква вредност да нема, затоа што е мое мислење. Ама ако ова го смислам како текст, го обмислам, и со научни факти од други истражувачи, како што јас ви барав во досегаш во introduction, или да внесете цитати, литература, користена и така натаму, го потикнам, тогаш може да го објавам некаде и ако ми го проверат и кажат во рете, тогаш има супер значење, инаку вака нема значење. Ние ги бараме приметив дека вие секогаш користите нешто што е статија напишана Fitness and Health, да видиме прво што ќе искочим.
статија која што е напишана некаде. Everyday Health. Ова се појавуваше. И сега во Everyday Health пишале Алешија и така натаму. Ова е нивна веб страна. И они може да се пишат тука што сакаат. Ако има тие тамо, како се вика, sexual content или нешто, може и ќе ги фати некој Google, па ќе ги сврли, ама треба да се регистрирани за тоа. Ако не ги фаќа, може што сакаат да пишуваат, ама не значи дека е точно, затоа што претпоставуваме дека ова не е рецензирано и ова нема толкова вредност како она кога јас се слободен примерот, пративме во официјално списание и некој не провери во позадина. Плюс во тоа списание не е само проверката, треба други многу документи да поставиме, например, ethical clearance letter се вика, дека ние сме постапили етички кога сме го работеле трудот, дека ако имало испитаници тотално некој користиме туку работиме според GDPR, Global Protection Data Regulations. Значи не ги даваме имињата на испитаниците и така натаму, ама ова е веќе кога се прави истражување. Вие правите еден вид на истражување, всушност вие правите анализа преку овие текстови. Не правите вистинско истражување. Вистинско истражување, ако имаме 10, 15, 100 испитаници или 1000, ги тестираме, ги анкетираме или нешто, тогаш мора да имаме ethical clearance letter или да имаме институција која што ќе стои позади нас и ние сме се подпишале дека ќе работиме според тие писма, според тие насоки од Хелсиншки комитет за човекови права. Значи, ова е малку подлабоко влегов. Ние сега се држиме на од каде земаме текстови. Како да го цитирам ова сега? Значи, како овој текст да го цитирам? Можам да го цитирам мануелно и ќе одам според насоките кои што се од АПА. АПА вели ова не ни треба. АПА вели дека што ми треба прво? Ми треба авторот. Супер. Кој ми е овде авторот? Ајде, проверувам кој ми е авторот. Авторот се Леша Фетерс, тројца се автори. Значи ги зимам авторите од овде, ги ставам. Ова ви е постапка која што редовно вака сум ја работел. И сега, Леша Фетерс, значи предпоставам дека Фетерс е презимето. Карен Ас, предпоставам дека Ас е презиме, точно и Джесика, значи ова се имиња, што значи дека Джесика треба да ми биде точка. Карен треба да ми биде точка. Алиша треба да има точка. Така. И сега овие, што им правам да ги обележам, CTRL-C, CTRL-X, еве ќе ги ставам овде и како имаше, запирка имаше. Значи ова е првото име. Значи некојаш вака ќе ги добијам имињата. Ама ова е се работа која што јас треба да ја направам сам. Овде end, треба да провериме дали кога се 3, одма ќе провериме дали кога се 3 стојат или не стојат, мислам дека не стојат, не сум сигурен, ама ќе го провериме, значи тоа нема да го оставам на случајност, ќе го проверам, сега за сега нека стои вака. Хоп, еве го овој дел, овде ќе го подсредам малку и така натаму. Што ми треба следно? Што вели АПА? Следно ми треба насловот. Насловот. Кој ми е насловот овде? Насловот е Fitness, Exercise, Health, CTRL-C, му правам на насловот, одам во Word, ќе направам еден Enter надолу, за да видиш како ќе испадне текстот. Текстот не ми се свиѓа, ама одам Keep Text Only, еве го насловот. Супер, насловот ќе го вратам горе. Пардон, требаше овде, промашив нешто, ми требаше датум на издавање. Датум на издавање ми е, ќе видиме кога, Published, еве го, октомври 2022. Што вели АПА стандард? АПА стандард вели иде прво година, месец, па ден. Ајде, супер. Че да има вака, keep text only, за да ми се заедначи со другите, идеме прво година, CTRL-X, CTRL-P. Октомври 27, мислам дека окей, го ставам во загради, парентал на англиски, за полесно да ги барате ако треба. Го обележувам ово довде, му правам CTRL-X, го ставам после имињата. Хоп, чекава да видам вака се внесува. Добро, мислам дека запирка треба, не точка треба да има овде, ама ќе проверам уште еднаш. Овде треба да има точка, овде треба да има точка, да заврши со точка. Се враќам кај мене. Овде имам точка. Овде имам точка, овде го имам насловот, овде би требало повторно точка да имам за да го пишам кој е каде е издадено. Гледате во италик кој е издавачот. Чека да видиме кај мене кој е издавачот.
Ке мене издавачот е Everyday Health. Са, кои се овие Everyday Health? Everyday Health одам во About Us, who we are, и овде би требало да каже Everyday Health, очигледно дека така се вика овој веб-сайт и тоа сме ние и така натаму, не ни треба, само наоѓам која е институцијата која што издава. Овде можам да видам дека е Everyday Health. И доволно е, ова го ставам во овој дел овде, му правам keep text, го бришам ова и сега овде имаше дека треба, бидејќи може да се менува, дека треба да ставам retrieved from, така беше или не? Чекај, сега си помогнам овде малку. Retrieved датумот и from. Значи, јас сум го проверил ова на, јас сум го проверил ова retrieved December 12, 2024, не знам дали треба да иде ова или не треба, from. Сега го ставам линкот. Чекај, вака ќе го вратам точниот линк. Приметувате горе дека точниот линк треба да се стави. Еве, јас кликнав, како се вика, definition, кога ќе кликнам на definition, гледате горе како ќе се смени URL-ато на линкот. Опа. И сега мене ми треба точно тоа што го обарам, за да може тој што чита директно да пристапи на него. Овде правам retrieved from и ако стиснам space, ќе ми се направи линк. Так, ево го линк. И како и да е. Сега веќе ми е завршено, само уште еднаш ќе проверам retrieved, само да видам уште еднаш како иде правилно. Retrieved December 16, 2024 со заприки. Retrieved December 12, кај имаше и овде имаше уште една заприка или нема? Брзам. Кај денот и кај годината има запирка. Значи, кај денот и кај годината има запирка, овде нема запирка и јас сум спремен. Овој цитат овде е спремен за да влезе во користена литература. Океј, и сега ја ги знам принципите кои се. Не, овде не сте италик нешто. Само да видам. Овде требаше да ставам италик, издавач точно. Го промашив. Everyday Health, треба да го ставам во италик. Еве го италик овде. Тап, се направи за косата. Значи, ова ми е спремно за да влезе во користена литература. Што направи се, ако има користена литература? Еве ми е. Добро, тука сум. Значи, после тоа hanging, не hanging, овде bullet points и такви работи, нели оставам на вас. Сега, има еден малце побрз метод, каде што јас од овде ќе пробам, ама битно е да знам, значи ќе се ја забрзам постапката. Ама битно на овој начин се преку ChatGPT, но многу ми е важно да проверам дали ChatGPT нема да сгреши. Значи, ако овде му направам APA style, да видим, и ова ви го објаснив на предавањето. И ова го има. И сега гледате дека греши. Така. Не е овој наслов. Значи, он ми дава дека нема датум на него. И ја морам да се скоригирам, ама ми дава дека има retrieved from, затоа што препознал нешто. Значи, јас можам да го користам ова, ама секогаш треба да проверувам, да видам што ќе ми даде. Чекај да видам дали ова точно. Не е точно, еве ги на авторите се тука. Дури има овде medical review, видиш, ова не сум го видел, дека некој направил ревју на овој текст. Ама има и кога е објавен трудов. И сега има и друга една финта која што не знам со неплатените верзии дали може. Значи, ако му направам скриншот на ова и му направам drag and drop овде и му направам сега, он веќе памти дека сум побарал APA citation, може му пишете APA style citation или не мора. Видиме сега што ќе извади. Еве ги. Значи, сега ги вади како што треба, со тоа што треба да провериме зошто италикот ми го става овде на друг начин. Значи, дали ова APA style или не е APA style. Сега ќе му пишеме овака. Where comes italic? Letter. Тоа што дури ми дава објаснување. Ја посветувам време на ова. Може да ми го забрза процесот, ама ќе го проверам, ќе проскенирам дали е окей или не е окей. Сега да видиме зашто италик, correct APA citation, no italic, видиш го смени. Значи,
Еве го делот. Ајде да видиме мануелно, кога го пишував, дали е истото тоа што го направи и ChatGPT. Значи, јас ставив овде италик, он стави овде италик после ревизијата. Јас ставив овде наслов, го најде насловот од сликата, го препозна насловот. Ставивме октомбар, значи, тоа е тоа. Може да се користи едното и другото, ама секогаш да се проверува. Зошто ви го кажувам овој чат GPT? Затоа што е фантастична алатка. Спомнав дека порано и Google имаше проблем кога се користеше, ама тоа е тоа. Мора да се користи, ги забрзува работите. Ги забрзува работите и Google Scholar. Ајде ќе ви го покажам уште еднаш на Google Scholar како се наоѓаат некои трудови. Еве, овој труд како да го цитирам на Google Scholar. Ајде. Пардон, не е тоа. Овде барам, овде сум го барал Physical Activity. Еве го сајт. Значи овде ако одам на сајт, тогаш директно го зимам од тука. И овој треба да го проверам, пошто не се точни. Значи покажува дека не се точни, затоа што Google ги собира како некој цитирал и референцирал. Не значи дека е точно, ама јас од овде ќе проверам повторно. Што е ова? Ова е објавено во журнал, списание, добро, значи ова треба според АПА, се враќам кај АПА, доаѓам овде кај Journal Article Reference и проверувам, овде има и различни журнали, значи и одбивни журнали и така нато монографија и проверувам дали ова кај ми е мене сега, значи дали овој дел овде се совпаѓа со тоа што го препорачува АПА, да не шетам по табуиве, еве го тука. Зошто е ова многу битно кога се прават научно-истражувачки текстови? Еве да кажеме сега дека не ви треба многу, ама мораме да го научиме, ама слободно тргна во тие води, затоа што утре ќе ве врати рецензентот за цитирање. И нема да и ќе платите 300-400 евра и ќе ви каже одбием ви трудот заради недобри цитати. И се некој ќе бара АПА, некој ќе бара Чикаго, некој ќе бара Харвард. Значи, вие треба да се фамилиаризирате или да ги запознаете овие и веруете ми дека трошам по еден ден до 2 дена трошам за да наднесам 20 до 30 цитати. И ништо страшно нема. Трудот ми требало месец дена да го направам или 2, ама 2 дена трошам за техничко уредување затоа што така бара списанието. Значи, се ова се моменти кои што мислам, ова што го уклучив ChatGPT овде, Google Scholar што го уклучив, тоа се моменти кои што ги забрзуваат работите, ама секогаш треба да внимавате дали сте правилни, пошто ви покажав пример, секогаш ми се случува со ChatGPT дека на почетокот греши, ама го проверувам уште еднаш. Значи ја правам рецензија на тоа он што ми дава. И сега он кога ќе го запамети ова, тогаш ќе се подобри, ама не е тоа наша работа е ова да го проверуваме сами. Чекај да видам овде нешто е уште една веб страна што генерира автоматско. Да, и скрип е добра, окей, со тоа што овде ќе можете да изгенерира, сум го користел, мислам дека баш скрипт ќе ви дозволи да изгенерира. Ајде да видиме еве истиот труд. Кај беше овде беше. Неколку пати ќе ви дозволи и после тоа нема да ви дозволи повеќе. Че да видиме скрипт. Значи, ова се вика скрибување, да, баш, значи скрейп да направи на веб страната. Прави скрейп на веб страната, ја чита AI во позадина и ви дава на вас момент како да го, дури може да одберете и кој апа. Стайл. Ова е седмица, чекај да видиме. 10-ка, 10-ка може да. И само ќе направи тука нешто, нели? Ајде да видиме што е ова. Супер, тоа што глеј, можам копи да му направам, ама и овде имаме малку проблем според апа. Не ми го дава во италик. Дури ми го дава и publish. Се овде заради различни можеби верзии на апа. Нешто и овде треба да видиме која верзија е ова на апа. Би требало да е this guidance has revised from од 6-та верзија. Значи Journal Article Reference are covered in 7th edition APA menu and published in section. Значи ова од 7-та едиција. А ако се вратиме назад, може би, видиш, треба да се проверува постојано. Професор, само исто една веб страна што ја пуштив како генератор, нели исто не значи дека е 100% точно, ама приближно нели помага исто цитирање. Се интересно е овде може да видите дали има сайт менуали, значи ако не е нели некоја веб страна, имаме некоја книга
во нас е, не знам, антропомоторика, јас што имам и сега, нели не можеме онлайн да ја најми. Сега има сайт менуали, кај што самата веб страна те води, нели ти кажува напиши ми автор, напиши М, ми година на издавање и после автоматски ќе генерира нели цитат. Еве, за почеток, нели да не биде пешки сега да барате да, прво име, па име на книга. Значи само супер, супер. го пробате сайт менуали да го видите тој дел. Сега само каде е тоа, кажи ми? Одма скролнате погоре, одно под копчето сайт беше. Сайт Ево, меню, да. одлично. Супер. Да, и види, ја кликнав твојата што ми ја пушти на, не видов дека е од тебе во порак. Така да ова е линкот ти што ми го пушти. Него го гледам и тоа е тоа. Можете овде ако одите еве book и он ви кажува source type, title, contributors, лево десно ги внесувате сите и на крај ќе му направиш генерирање. Со што пак мислам дека има одреден број на а, проби колку што можеш да направиш. Но видете дечки, ние сега се фативме за техничко уредување. Суштината не ви ја гледам на текстовите. Таму има, тоа е битно. Суштината е најбитна. Но не ви ја гледам затоа што пише в антропомоторика, ке слушате, имате грешки, има добри работи, има се гледа дека користите ај генератор за текстови, мислам повеќето. Но суштината ќе ја зборуваме по антропомоторика. Значи, видите сега 50 минути е за техничко уредување. И тоа на брзина еден цитат направивме па го проверив. Ама се е игра и се е учење. И еднаш кога ќе го направите, ќе се нервирате, ќе ви се крене притисок, можеби. Харно, ама вториот пат веќе ќе знаете како да постапите и ќе си одвоите еден ден, ќе се земете кафе за тој и ќе ги средам 10 цитати кои што сум ги искористил. Така да тоа е игра, студирање и мора да се помине овој дел. И не за друго, него ќе бидете апсолутно подобри. Вториот дел што го кажувам за комуницирање по имейл, па не може само да фрлите drag and drop да направите на файл во имейл, значи не може. Може би по ем, ем, помирно го кажав на првото предавање, на второ го кажувам оштро и директно не може. Значи тоа не е добар начин на комуникација. Тоа треба да го научите на факултет и имате шанса сега да го научите. Че да имам овде што нешто дали имам. Како да внесам користена литература, кросфит. Вака се кросфит овде не давам насоки за кросфит, ке зборуваме по антропомоторика. Значи суштината не ја фаќам. Голема тема е тоа. Кросфит може, не може да се вежба, кога ќе дојде силови способности, тогаш можеме за кросфит да зборуваме. Океј. На тема како се уредува кориер, како да извадиме апа чекај се, ова еднаш го кажав и уште еднаш ќе кажа, но појава и развој на бодибилдинг. Не, мислам дека тука доволно насоки дадов, на интернет ќе си проверите и напишете еден добар текст кој што ваш ќе ви користи во иднина и ќе користи на другите колеги. Добрите текстови може да се објавуваат. Значи, ова е исто како кросфит, не навлегувам во овој дел. Дали има потреба да ви ја пуштам проектната Небе во Македонија? Па интернетот не е лимитиран само во Македонија? Или е лимитиран само во Македонија? Така, завршете си ги врските како што треба, сум планирал да одам на пат, ке се завршам претходно, ова не е изговор, особено не академски изговор, Небе во Македонија. Како така? Добро, имате ли сега нешто ме прашате на брзинка, пошто морам да завршувам? Да, јас имам професор. Може? Ајде, Магдалена, може? До кога треба да ви ги споделиме видеата за антропомоторика? Чекај се, ми скокна од тема, Магдалена. Така? Па дека јас сум за тоа дојдена, мислам дојдена на Zoom, затоа што го немам предметот бодибилдинг. Барем 10 дена пред испит. Да, добро, супер. Јас се спремам професоре, ама слабо иде. Да, со оглед Тоа на е тоа. тоа. Вие сте Да. студент од кога? Од лани. Да, Така. сега сум втора година. Да, за Значи, јога лани инструктор. на 15 февруари ги добивте насоките за предметот, така? Па да, професор, ама ја имам отпор да Готов. влезам во теретана, Ама- така да еве јас работам на себе. Океј, Ама ве тоа не е да. мој проблем, тоа е ваш Па проблем. ја ве и тука разбирам, да. Чек, Се да. согласувам во целост. Ништо, фала ви многу. Толку пријатно. Отпорот решете си Работам го, на затоа што вие сте решили да студирате факултет за физичко образование. Утре Па ќе ги професора, јас добиете за право. јога се Само се извинувам вработив. да завршим. Утре вие ќе работите во училиште и не може Е. учениците само јога да ги
Учите, така? Да, ма јас работам ево моментално во училиште, ова ми е втор факултет, иначе сум професор по филозофија и социологија и Магдалена, сепак се ми е јасно. Ама не може од тогаш одберете факултет каде што ќе слушате само јога. за жал во Македонија мислев дека овој ама испадна дека не. Да. Па ги има наставната програма ја имате. Се објаснува тамо по разработена наставна програма кои се побарување и така натаму. Ништо, како и да е, ја не се откажувам професоре, во секој случај, затоа и ве прашав, да. Ќе дадам се од себе, тоа е тоа. Вреди да се проба, да. Да, Инаку да, најбитна е теоријата, не праксата, но вреди да се проба. Магдалена, благодарам. Добро, фала ви Дамјан на беше? вас, професоре. Молам. Дамјан? Сакав професоре да прашам зошто јас и колегата Михаил немаме добиено повратна информација од вас, а ви го имаме испратено текстот. Да, кога сте пратили информација? Кој сте вие? Михаил, така? Ево. Михаил, да. Али, затоа што немам прегледано, Михаил. Затоа што не можеме 4 пати да се навраќам назад од прва да беше, гледаш вратено е назад, за да не го отварам имейлот. Тоа е друг професоре колега. Михаил Алебич? Не ти е си тоа. Дамјан. Да, ама ја имаме правено заедно со друг колега Михаил. Тоа има пратено. Дамјан, Михаил. кажи ми го мейлот, ајде. Михаил Д. Михаил 99. Д. 99. Да. Вратено е, мадам. Вратено е. Чекај сега малку вака да ми правам скринш, за ова се вика GDPR, да видам што сум вратил и како сум вратил на 10. Да. Ајде, еве ќе споделам за да видиш дека е вратено. Не сте проверили имейл. Нема работи што може да се кријат. Не се разбираме повторно. Делот на користена, види кога е вратено. Пред 6 дена е вратено. Вратено е со реплај секогаш на оној имейл од кој што сум добил јас. Во ред, професоре, благодарам. Значи, треба да си ги проверувате имейловите, изчистете си ги стандарчињата, може да се наполно да не примате мейлови, може да праќате да не примате, тоа е веќе друг проблем, ама морате да си го решите тоа. Значи, пред 6 дена е вратено нас. Некој друг? Молам. Некој друг? Друг или Професоре, се е јасно. Океј, супер. Добро, Топ шер, слободен мислам дека се исклучи. Да, ако немате други прашања, тогаш ја ова ќе го ставам на YouTube, ќе го закачам на Facebook страната, пејџот за да може да го гледате другите колеги и тоа е тоа. Во меѓувреме, гледате дека сакам да комуницирам, ама сакам и да има договор, да почитуваме. Професоре, може само едно прашање на кратко? Може. До кога имаме рок да ви ги пратиме, да ви ги пуштиме пак задачите назад? Сам искоригиран. Христијан, ама вие не читате ништо на Facebook. Рокот беше даден со првото предавање. Да, до Facebook? До 10 бе. Па, до 10, значи, до 10 ја очекувам дека кога ќе вратам назад, за ден-два ќе вратите вие, за ден-два ќе вратам јас. Ако ви дадам рок, вие нема да го испочитувате пад рокот. Значи, што побрзо вратете и тоа е тоа, завршете образ. Затоа го ставивме декември месец да комуницираме. После 25.6 не прегледувам веќе ништо. Во ред. Океј? Празници да ја чуда, вие нема да вратите, ја нема да имаме одмори и слично и тоа е тоа. Еве, почнавме од 10 декември да комуницираме. Сите имате мали забелешки. Сите имате забелешки околу користена литература и таа користена литература средете ја, еве, насоки, тоа е тоа. Океј? Во ред. Добро. Во ред. Супер, ми се ставаја прв пат, ако нема никој, втор пат, ако нема никој, трет пат, имајте убав ден, се гледаме. Поздрав. Усте и вие. Поздрав. Поздрав. Поздрав.